воопшто никогаш не сум ни замислувал дека еве денес ќе го работам тоа што го работам, дека на национална телевизија ќе имам моја емисија, општествено политичко шоу кој трае веќе 5-та година. Апсолутно не сум можел да го замислам тоа. Не сум ретко кога во животот сум тргал со конкретен план околу професионално градење. Можда парадоксално единствен пат кога сум тргнал било факултетското образование како архитект и станав дипломиран инженер-архитект, но животот ме наведе на тоа да не можам да се откажам и од оној друг дел од личноста, од карактерот, кој што сака да исправа криви дрини, односно да се бави со општествени теми. Генерално, секогаш сум сакал да одиграм набацена топка, нафрлена топка и така некако од едно, друго, трето до ова денеска. Чисто математички мислам дека може да го анализираме. Ова дека најдобро би било математички, моќта е веројатно помала во смисол на обем, нели? Не е толку ни до алгоритмите, туку до омасовувањето на социјалните мрежи. На времето, ако Твитер имал 3-4 илјади корисници, лесно било во група од 3-4 илјади, 5 души да се истакнат повеќе од другите. Или ако Фејсбук го користеле 100 илјади, 200 илјади во Македонија, тоа не бил начинот на користење ист како денес, кај што буквално луѓето се и се што споделуваат без никакви филтри, без никакви ограничувања, тогаш било полесно да се истакнеш повеќе. Денеска е тоа потешко поради многу поголемиот број на корисници, но кога е алгоритам во прашање и генерално тоа и тогаш и денес важело, content is king. И ако имаш приказна, таа приказна најверојатно ќе го најде патот до алгоритмот кој ќе те стави на шини и ќе те видат милиарда луѓе без оглед колкав број на фоловери имаш. Прво, во однос на политичката функција, јас ја немав таа во периодот на протестите. После протестите дојде поканата од тогашниот претседател на ВМРО-ДПМНЕ за да станам член на извршниот комитет, а во однос на обврска кон следачите, види, јас, например, од тие следачи никогаш не сум заработувал, нити сум се градел така. Во смисол, никогаш не сум се трудел да го зголемам бројот на следачи, за да утре им продавам парфеми, сокови или ваучери за одмор. Генерално сум ги гледал како сум ги ценел, почитувал, негувал како група на луѓе со кои што споделуваме секој дневие и кои што наоѓаат нешто интересно во начинот на кој што јас го гледам светот. Дали сум бил свесен дека доста луѓе ме следат кога истапивме заедно со другите организатори на протестите на Заедничка Македонија? Апсолутно да, бидејќи јас сум влегол во таа приказна споделувајќи го својот светоглед на станите. Сега да не губиме време во анализи дека она за што предупредувавме огромен дел се оствари, како изгледа Македонија денес, како изгледаше тогаш и на што се предупредувавме. Така да, баш од обврска кон својот народ, бивајќи свесен за јачината на мојот глас, јас сум настапил како организатор на тие протести, затоа што сум сакал да анимирам што е можно повеќе луѓе за можните ризици од евентуален ваков или ваков развој на настаните кој што никогаш не бил влез во собрание, не дај Боже насилство и така натака. Тоа од наша уста не се случило да излезе ниту еден од тие 60 дена пред 27 април 2017 година. Напротив, нашите протести беа најмирните на свет и она што ние го баравме во суштина беше кога веќе свативме дека нема намера да се откажат од тиранската платформа како документ увезен од Тирана после избори во Македонија, баравме да има нови избори, легитимно граѓанско право според член 19 и 27 од уставот, имавме право на тоа. Она што се случи 1000 пати осудено да не губам време, но од обврска кон мојот народ јас бев дел од тие протести. Не би се сложил со нечива констатација дека сум престанал да сум бунтовник. Напротив, мислам дека бунтот на темите кои што ми се важни го држам на солидно ниво, а никогаш не сум се доживувал, нити па реално сум бил дел од некаков
па и политички естаблишмент, ако тоа така го наречеме, да член на партија, да идеолошки поткован во организацијата од која што се сметам дека сум дел, ако сакаш гледам на тоа како континуитет на историската приказна од крајот на 19-тиот век до ден денес, меѓутоа дел од естаблишмент никогаш, бунтовник секогаш. Така гледам на себе. Види генерално во политиката, не само во Македонија, на цела планета и од Макијавели до ден денес секогаш победувала добрата приказна. Секогаш. Ако ја нема приказната, не може ја победиш. Нели, мора да ги допреш луѓето на емотивно ниво, мора да ја раскажеш твојата приказна на добар начин. Но секоја приказна која што не е подкрепена со солидни политики, со тек на време избледува и со тек на време таа приказна веќе ќе ја изгуби својата убоитост, својата моќ и ќе има политички промени. А денес во Македонија јас не сум експерт да зборувам на економски теми, на социјални теми. Просто кога имаш 20 години, ќе видиш нешто што е проблем или ти личи на проблем и веднаш може да тргнеш во сопствена анализа на нештата, што би рекле народски кажано, како мали џокица замишља свет. И тоа е добро. Млад човек треба да е бунтовен. Денес на, мои 40, сум научил, сум изучил каков е патот за, макар обид за решавање на проблемите, односно прво, веројатно, тоа и со зрелоста доаѓа. Треба да го детектираш, да го осознаеш, да го спознаеш проблемот и да размислиш како тој би се решавал. Да не звучам преабстрактно, например, се изземав од експертиза за, например, не знам колкави социјални примања имаат луѓето во Македонија или дали социјалната помош. Пред некој ден го гледав мојот пријател Борче Грозданов, кој што е неподвижен, се жалеше дека му е ускратена некаква државна помош. Така да ете, на тоа поле, таа конкретна мерка не ми се допаѓа, другите не ги знам. Секогаш луѓето ќе имаат право и причина да бараат повеќе и така натака. Но генерално, иземајќи се, ставајќи ограда во деловите кои што не ги познам суштински за да ги коментирам, она што мене ме интересира и она за што јас гласав за оваа власт, јас сум задоволен. На полето на национални интереси, на дворешната политика се води онака како што мене ми се допаѓа. Ако во 2016 имам прилика да зборувам со тогашниот, јас ова не е Крис Нолан, ова е, кој беше, Роберт Земекис, Back to the Future, би му кажал да дигне кредит 10.000 евра и да ги вложи на Вардар 2017 дека ќе е европски првак во ракомет. Тоа би му кажал. Друго, не можам ни во хипотетичко сценарио такво да влезам, бидејќи денес располагам со таа мудрост која што имам поради искуството, животното искуство кое што го имам, и било што да не се случило од она што се случило до сега, немаше да ме направи она што јас сум денес. А како се доживувам па себе си денес, во однос на дали тој од 2016 би бил задоволен со мене денес, мислам дека апсолутно да. Јас сум човек кој што има преубава фамилија, оженет, 2 деца кои што ги сакам најмногу на светот, многу пријатели, искуство кое што ме направило побогат човек, како духовно, сакам да кажам, и едноставно најважното, спиам мирно. Мислам дека Бетмен Кецот не би бил незадоволен и од не знам кој е филм, Dark Knight Returns.